Мислам дека воопшто треба да се читаат само книги кои ќе не дожежат и ќе не боцнат. Ако книгата што ја читаме не разбуди со удар на тупаница в чело, зошто тогаш ја читаме? Да не направи среќни, како што пишуваш ти? Господе, та ние би биле среќни кога не би имале книги. А книги што би не направиле среќни, ако имаме потреба, можеме да напишеме и сами. Но, нам ни требаат книги што ќе действуваат врз нас како несреќа што предизвикува голема болка. Како смрт на некој што ни е помил од нас самите. Како да сме истерани в шума далеко од сите луѓе. Како самоубиство. Книгата мора да биде секира за замрзнатото море во нас. Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео нема да правам рецензија на роман, туку ќе зборувам за еден многу добар, многу важен, многу интересен автор, а тоа е Франц Кафка. Одамна немам направено авторски профил, како што ги нарекувам, во кој што ќе кажам нешто за животот на некој писател или писателка, за стилот, за контекстот, за најважните дела и што може да се чита на македонски, зашто се важни. И првичната идеја ми беше да зборувам за Преобразба од Франц Кафка. Тоа е една новела или долг расказ, едно од неговите најважни дела и најчитани дела. Меѓутоа сватив дека без да дадам малку подобар контекст за Кафка нема да функционира баш тоа најдобро, а потоа кога сватив дека колку може да се каже за Кафка и за Преобразба, дека тоа може да трае многу долго и тоа видео може да биде 1 час и да не биде доволно, затоа што има многу што да се каже за Кафка, решив да ги поделам во 2 видеа, со тоа што во ова видео би сакал да дури некој што никогаш не слушнал за Кафка и никогаш не прочитал ништо од него, кога ќе го види ова видео, да добие представа за тоа за каков писател станува збор, зошто е важно да го чита и од каде може да почне со читање на неговите дела. Значи на самиот почеток, ако ви се допаѓаат моите видеа или ако случајно сте дошли на каналот и го гледате ова видео, а ви се допаѓа, тогаш можете да стиснете subscribe и на звончето на YouTube или може да ме најдете на Facebook, таму да ме заследите како читачот. Ако ви се допаѓаат видеата, размислете за тоа и некојаш да ги споделите со вашите пријатели или да ги поканите да ме заследат и на YouTube и на Facebook. Франц Кафка е неизбежен писател, значи неизбежна фигура во литературата воопшто земена, меѓутоа особено во 20-тиот век. Значи или особено во првата половина од 20-тиот век. Значи неизбежен е Франц Кафка не само затоа што е добар писател, туку затоа што има еден специфичен, уникатен стил на некој начин, ако може да се зборува за уникатност во литературата. Така што Кафка е многу познат, меѓутоа мислам дека како поминува времето, сепак неговите дела сепак поминати се речиси па некои си 100 години од кога ги пишува, речиси 100 години од неговата смрт. И се уште се неговите романи и раскази релевантни денес. Кафка е роден во Прага во 1883 година. Роден е во еврејско семејство. Прага во тоа време припаѓа се наоѓа во кралството Бохемија. Претходно, меѓутоа во тоа време Бохемија е дел од Австро-Унгарската империја, од Австро-Унгарија. Роден е во чешко семејство. За жал умира премлад во 1924 година, умира од туберкулоза и доста од неговите дела всушност се објавени постхумно. Има едно нешто, всушност не е тоа анекдота, тоа е вистина. Кафка, кој што ќе каже малку повеќе, ќе сватите за каков лик станува збор, всушност сакал му оставил аманет на неговиот пријател Макс Брод, добар пријател, да од по неговата смрт, затоа што знаел што го очекува, да спали се што има напишано, едноставно да не остане никаква трага, меѓутоа на некој начин Макс Брод воопшто на наша благодарност воопшто не го послушал, иако некој смета дека Кафка потајно се надевал дека нема да го послуша и всушност тој ги објавува многу од неговите дела, најважните дела всушност се објавени постхумно. Кафка најпрво се запишува, студира хемија, меѓутоа подоцна многу кратко потоа студира право, докторира и подоцна ќе се вработи во една осигурителна компанија, така што тоа е многу важно да се знае и таму ќе работи повеќе од 10 години, се додека не престане поради болеста не престане со работа воопшто. И многу е важно да се знае тоа затоа што од таму Кафка од прва рака го знае тој бирократски систем, тој свет на
на документи, на парници, на судски процеси, значи познат му е тој свет воопшто во кој што тие елементи од тој свет ги наоѓаме во неговите дела. Многу е важен и контекстот, затоа што во тоа време во Прага има на некој начин Кафка се наоѓа помеѓу три влијанија на некој начин. Неговото еврејско наследство како евреин, иако не бил нешто особено религиозен, меѓутоа сепак тоа еврејско наследство бил заинтересиран за ционизмот во неговите рани денови. Им игра улога, антисемитизмот е присутен и многу претходно, за да кулминира после во 30-тите и во Втората светска војна со Холокаустот. Меѓутоа бил присутен антисемитизмот и во неговото време, особено. А од друга страна го имаме германското влијание и таа германска администрација се вели дека имало 20 или 30 или не знам колку илјади административци кои што германскиот јазик бил официјален таму, Значи цел тој свет на таа администрација имало нетрпение меѓу германците и евреите. Од друга страна ги имаме чесите кои што на некој начин доживувале одредено некакво духовно, литературно или културно пробудување, враќајќи се повеќе на чешкиот јазик, на литературата, на културата околу чешкиот јазик. И тука го има тој судир меѓу чесите и германското влијание. И тука е Кафка, кој што нормално чешкиот јазик е и негов јазик, од друга страна германскиот е исто така негов јазик официјално, и интересното е што Кафка ги пишува неговите дела на германски јазик. И Кафка се наоѓа некаде во средина помеѓу тие три влијанија и тоа е важно да се знае. А она што е друго важно да се знае што Кафка бил, кога ќе ги читате неговите дела, ќе видите дека бил специфичен лик, значи бил личност кој што е чувствителен, кој што е изолиран, кој што живее со чувство на отуѓеност, со чувство на вина, и тоа преовладува и во неговите пишани дела. Друг важен момент е влијанието на татко му, Херман Кафка, и се смета дека бил цврст, строг, премногу барал од Кафка, го притискал, имал очекување од него. Има едно познато писмо на Франц Кафка, писмо до таткото, во кое што тој му се обраќа на таткото и може да се дознае многу за нивниот однос од тоа писмо, и дека тоа оставило голема трага во животот на Кафка, и на некој начин некој велат дека можеби целото негово творештво е на некој начин подсвесно или суптилно му се обраќа на татка си, на неговиот татко, значи обидувајќи се да го придобие, можеби несвесно или незвесно, обидувајќи се да ја придобие неговата благонаклоност. Некои сметаат дека Кафка малку и претерува во однос на тоа како го опишува татко му, дека не бил толкаво чудовиште како што може да се добиеме представа дека бил. Исто така во неговиот љубовен живот или во неговиот однос со жените, значи имал неколку врски, некои пократко трајни, некои подолго трајни, имал и веридба која што ја раскинал и така натаму. Значи биле комплексни неговите врски, затоа што мислам дека е бил и самиот комплекс на личност и психолошки и интелектуално, и бил по постојана борба меѓу неговата желба да пишува, меѓу литературата, сметајќи се дека е недоволно добар или не може да се посвети на литературата, ако влезе подлабоко во тие врски. Значи тоа светот на Кафка е многу комплексен, значи всушност од презимето на Кафка, значи постои зборот кавкијанско или како опис, како поим, или кавкијанска ситуација или атмосфера, би рекле на македонски, во кој што тоа е директно изведено од неговото творештво, од неговите раскази, од неговите романи, и кога ќе го читате ќе сватите што значи тоа кавкијанско, таа атмосфера на безизлезност, на отуѓен човек, едноставно соочен со абсурдноста на ситуацијата во која што се наоѓа, или некаква парадоксалност, значи некаква заглавеност, изолираност, отуѓеност, и е друг и ретко кој има всушност таков збор изведен од неговото. Мислам дека ми текнува всушност веројатно и можеби малку попопуларно или покористен збор е Орвеловска, од Џорџ Орвел. И кога ќе кажеме Орвеловска атмосфера или нешто што е Орвеловско,
или орвеловско, тоа значи дека е нешто што потсеќа на атмосферата и на ситуациите во 1984 година, нешто дистописко атмосфера во која што поединецот нема слобода, е заглавен во тоталитарен систем, значи контрола и така натаму. Така што постои изборот, тоа е интересно, кавкијанска. Има неколку теми, неколку нешта, неколку карактеристики кои што ги обележуваат неговите романи и раскази, а тоа е едното, веројатно можеби, се може да се дебатира за тоа, меѓутоа можеби најважно тука е отуѓеноста. Отуѓеноста на човекот кој што во тоа време, да не заборавиме, и пред екзистенцијалистите кои што ќе дојдат после, малку по Кавка, зборувам за Сартер, Ками и другите, тука ги има, може да кажеме дека екзистенцијалисти се и, да речеме, и Достоевски или Ниче, и кои што зборуваат за тоа чувство на фрленост во светот, на одредена абсурдност, на отсуство на Бога, на потрагата по смисла, и неговите ликови, на ликовите на Кавка се дефинитивно такви ликови, отуѓени, кои што на некој начин не припаѓаат во околината или не може да се вклопат, и постојат такви абсурдни ситуации. На некој начин најмногу од неговите дела се движат меѓу реалното и фантастичното, реалното и одеднаш, и меѓутоа Кавка успева на многу интересен начин, и тоа мислам дека го прави уникатен, да ја задржи реалноста, рационалноста и логичноста на една ситуација, а од друга страна да ја покаже абсурдноста. И тука е тој успева да го држи тој парадокс, каде што од една страна ги ја разбираме, значи не се многу разбирливи ситуациите кои што не ги доловува, значи не е некаква, не знам, фантазија, не е се во светот на фантастичното, значи се многу реални ситуации, многу банални, многу секојдневни, судски процес или процесирање на документи, или тој свет на администрација, на бирократија, а од друга страна успева да ги изврти, да стави во нив нешто фантастично, нешто абсурдно, нешто гротескно, и сето тоа да биде заедно спакувано. И тоа го прави уникатен неговиот стил. Нешто друго што е присутно постојано кај Кавка е чувството на вина. Вината кај протагонистите, кај главните ликови е постојано чувството на вина, кај Јозеф К во процес кој што е суден, го судат, не знае зашто го судат, тоа е многу важен момент, не знае, значи со други зборови му велат ти сгреши, имаш сгрешено нешто, си имаш огрешено пред власта, меѓутоа не ти кажуваме зошто, и постојано живење со чувство на вина. Во расказот Пресуда, во кој што повторно однос меѓу таткото и синот, во кој што на крај синот, за да му удоволи на некој начин на таткото и живејќи со таа вина, се самоубива. Значи постојано е присутно во повеќе раскази. Во еден од најпознатите негови раскази Уметникот во гладување или Уметник во гладување, на крајот тој човек кој што живее со години во кафеси, кој што гладува со денови како некаква атракција, на крај буквално пред да умре ќе каже едно нешто, ќе го прошепоти: простете ми сите. Многу интересно како таа вина, дали тоа произлегувало од неговото чувство на недоволност, на вина спрема таткото и така натаму, меѓутоа постојано е присутно тоа во творештвото на Кавка. Да кажам неколку збора и за неговите најважни дела, а со тоа и може ќе потенцирам некои други карактеристики, елементи или теми кои што се присутни во неговото творештво. Веројатно најчитан можеби или најпознат роман на Кавка е Процес. Романот Процес, јас го имам во некое старо издание. Процес е роман кој што не бил завршен, е објавен постхумно и е култен роман, затоа што таму е оној случај на Јозеф К, кој што е, како што кажав, е еден ден на неговиот 30-ти роден ден му велат дека треба да се појави на суд, дека има покренато процес против него, и тука влегува во тие лавиринти, на тие административни лавиринти, каде што се преоѓа од тотално абсурдни ситуации, нереални ситуации, гротескни ситуации, заглавен во тие лавиринти на адвокати на суд кои што се
не знам, ако добро се сеќавам, кој што се среќава, не знам, на 5-ти кат во некоја зграда, во некој стан, и загубен, и тоа е процес всушност кој што трае многу. Значи тоа е процес. Друг негов познат роман, јас го имам ова на англиски, меѓутоа го има и на македонски, ова е Замок, на англиски е The Castle. Слична ситуација, еден човек оди во едно село, над селото има замок во кој што живее некаква администрација која што управува и селото е под администрација. Тој човек вели, јас сум овде испратен, јас мислам дека беше геодет. Јас сум испратен и тие му велат, најверојатно има некаква грешка. Најверојатно постои некаква грешка и тој бара да остане во селото да може да престојува. Меѓутоа одговорот постојано го чека и тој одговор никако не доаѓа. Таа администрација живее некаде горе во тој замок и доаѓаат тие луѓе во селото, комуницираат само кога имаат некаква потреба, меѓутоа има некаква мистериозност, има некаква загадочност околу нив. Никој не е влегол таму, не знае што се случува и човекот е заглавен тука постојано. И овој роман Замок е одличен роман, инаку мора да го прочитате. Замок е незавршен роман и меѓутоа Кафка во еден негов разговор со Макс Брод му рекол дека идејата му била да го заврши романот на таков начин што тој човек до крајот на животот ќе живее во тоа село и на крајот на смртната постела ќе му кажат дека одобрено му е, се уште не е решен неговиот случај, меѓутоа му одобруваат да живее во местото привремено, да живее и да работи во местото. Чи тотално абсурдна ситуација која што е многу интересна и ова роман што мора да го прочитате. Друго нешто, значи, има уште еден роман, тука го немам, го има во издание на Антолог, тоа е Америка, тоа е неговиот прв роман, исто постхумно објавен и ќе видите интересен романот е, го имам читано, меѓутоа не е во стилот во Процес и во Замок е веќе поинаков и Америка е според мене не толку добар роман како овие два романи. Тука јас имам ова од ова книгичка Преобразба и други раскази има овде повеќе. Ова е од Темплум, постаро издание. Значи Преобразба е еден од неговите најкултни, најважни новели или долги раскази во кои што познатата првата реченица, најпознатата реченица, еве ќе ви ја прочитам. Кога едно утро Грегор Самса се разбуди од вознемирувачки сон, се најде себе си в постела преобразен во монструозен инсект. Грегор Самса се буди на сабајле претворена во монструозен инсект. Тоа само за монструозен инсект, само за тоа што сака да каже Кафка со тој збор, за преводите си има дискутирано, цели дебати има околу тоа. Меѓутоа за ова ќе снимам посебно видео и ќе кажам што мислам за таа новела која што е многу важна општо во светската литература. Од Art Connect го имам ова издание Писма до Милена, Милена Јасенска. Значи неговите писма до ова го немам читано се уште. Меѓутоа ако сте фанови на Кафка, ова треба да го имате, значи писмата на Кафка. И ова е нешто што со задоволство ќе го читам, уште не сум ги читал, ова се на англиски исто така, Diaries, ова се дневниците на Франц Кафка и ако сакате да го запознаете умот на Кафка и неговата душевна, интелектуална, секаква духовна состојба, ова е местото каде што треба да се отиде. Јас со задоволство планирам, ова ми е на листа за читање и планирам на раат полека да ги исчитам дневниците на Кафка. Значи, Кафка ова беше накратко, иако не сум сигурен колку баш накратко испадна видео. Кафка е писател кој што може на изглед да изгледаат неговите романи мрачни и тешки за читање, иако не би рекол тешки, меѓутоа светот на Кафка не е шарен, не е возбудлив, може да биде монотон, може да биде суров. Меѓутоа Кафка според мене бил многу чувствителен човек и човек со смисла за хумор. Ако се потрудите во неговите романи и во неговите раскази може да се најде смисла, одлична смисла за хумор. И всушност многу пати кога им ги читал на пријателите пред да се објават некои раскази, кога им ги читал на пријателите, всушност имало многу смеење, многу шега меѓу нив додека ги читале, затоа што ги наоѓале, го знаеле контекстот и ги наоѓале интересните и хумористични моменти во неговото пишување. Значи ова беше едно кратко запознавање со Кафка, многу важен писател. Толку од мене за ова видео, чувајте се и наскоро ќе зборувам и за Преобразба од Кафка. Поздрав!